Позитивното искуство од користењето на природниот газ како примарен енергенс во развиените европски земји и придобивките кои општеството ќе ги има со користењето на истиот беа поттик на локалната самоуправа во општина Струмица за отпочнување на изградба на 13 километри дистрибутивна гасоводна мрежа низ градот Струмица. Концептот на виртуелна гасификација, кој е најраспространет модел за гасификација на општини во случај кога не постои национален гасоводен систем во земјата и е единствен таков во Република Македонија, а применет во општина Струмица, наметнува транспорт на гасот од Бугарија, компресија и декомпресија на истиот. Природниот газ ќе се компресира во Петрич, Бугарија, па со специјални транспортни возила ќе биде транспортиран во Струмица, каде што ќе се декомпресира и пушта низ гасоводната мрежа во градот. Компресираниот газ ќе биде доставен до локацијата на декомпресиската станица во Струмица со специјални мат модули, резервоари за газ или цилиндри во контејнерски модули, кои од транспортната приколка ќе бидат растоварени врз посебни платформи и приклучени на декомпресиската станица преку посебна гасоводна инсталација. Вкупниот волумен во еден модул за газ е 1500 нормални метри кубни газ, со притисок од 250 бари. Во конкретниот случај, декомпресиската станица врши симнување на притисокот од 250 бари, колку што е притисокот во гасните модули на работниот притисок на градската дистрибутивна мрежа кој е 4 бари. Водени од специфичниот општествен карактер на градот и задоволување на неговите енергетски потреби, општина Струмица преку формирање на јавното предпријатие Струмица газ на 15 април 2011 година и официјално започна со изградба на 13 километри долгата гасоводна мрежа. Согласно планираните проекции, гасоводниот цевковод беше поделен на 15 секции, преку кои се изврши опфат на целата територија на Струмица. Секција 1-2 со должина од 1300 метри, од Сачевски пат до улица Гоце Делчев. Секција 2-3 со должина од 720 метри се протега по булеварот Гоце Делчев до раскрсницата со улицата Климент Охридски. Секција 3-13 со должина од 1200 метри се протега во индустрискиот дел на градот од раскрсницата на улицата Климент Охридски. Секција 2-16 со должина од 2025 метри се протега во индустрискиот дел на градот по улицата Климент Охридски и индустриската зона Север. Секција 3-4 со должина од 430 метри ја опфаќа улицата Климент Охридски од раскрсницата на секцијата 3-13 кај Жито Струмица до кракот со улицата Братство Единство и дел од улицата Младинска. Секција 4-5 со должина од 360 метри се протега на дел од улицата Младинска. Секција 4-6 со должина од 300 метри се протега по улицата Климент Охридски и продолжува кон улицата Киро Минанов и дел од улицата Браќа Миладинови. Секција 6-7 со должина од 240 метри, продолжение од секцијата 4-6. Секција 3-12 со должина од 1280 метри се протега по улицата Климент Охридски, продолжувајќи низ булеварот Гоце Делчев. Улица 1 мај, улица Ванчо Прке, улица 5 ноември и улицата Мито Хаджи Василев Јасмин. Секција 6-8 со должина од 550 метри се протега во индустрискиот дел на градот од раскрсницата на улицата Климент Охридски до самиот влез во градот. Секција 8-9-10 со должина од 1300 метри се протега во северниот дел на градот и улицата Никола Тесла, улица Благој Мучето, улица Цветан Димов, улица Ѓуро Салај и улица Климент Охридски. Секција 9-11 со должина од 585 метри се протега во централниот дел на градот, плоштад улица Гоце Делчев, улица Моша Пијаде, улица Благој Јанков Мучето, улица Ленинова, улица 24 октомври, улица 27 март. Секција 13-14 со должина од 810 метри се протега од јужниот дел од градот, од улицата Климент Охридски и се протега по улиците Младинска, Маршал Тито, Ѓорги Василев и секција 13-15 со должина од 1100 метри го опфаќа јужниот дел од градот по улиците улица Климент Охридски и улица Маршал Тито.
Изградбата на гасоводната мрежа се одвиваше според сите прописи за градење на ваков тип на гасоводи, што значи користење на полиетиленски цевки со највисок квалитет и стандарди, како што се P100, SDR11, ISO S5 и DVG. Во текот на изградбата, во зависност од делниците, а според проектот, беа користени различни димензии на цевки со различни должини, и тоа FI 63-400 метри, FI 90-2000 метри, FI 110-560 метри, FI 140-1700 метри, FI 160-1420 метри, FI 200 1150 метри, FI 250 2210 метри, FI 280 750 метри, FI 355 1975 метри. Употребата на големи димензии укажува на една голема придобивка. Имено со употребата на овие димензии во примарната мрежа, градот Струмица развојно за следните 50 до 70 години е потполно обезбеден со потребниот капацитет, што значи дека во наредниот период ќе се работи само на секундарната мрежа, тоест ширење и изградба на така наречени квартовни или малски делници кои се со помали димензии, FI 25, FI 32 и FI 50. Во текот на изградбата беше запазен принципот земјено-градежните работи да се одвиваат непрекинато и квалитетно, при што времетраењето на ископите од нивното ископување до поставување на цевки, вентили, фитинзи и затрупување не надминуваше 48 часа. Покривањето со асфалт, односно поплочувањето, се вршеше во рок од најмногу 10 дена. На тој начин беа избегнати потешкотии за нормално и слободно движење на пешаците, како и нормално функционирање на сообраќајот. Земјано-градежните работи се изведуваа на 3 различни локации во ист момент, каде што беа вклучени по 15 работници на секоја локација. Особено се внимаваше гасоводната мрежа да биде на поголема длабочина, тоест под сета останата подземна инсталација, ЕВН, телеком, водовод и канализација, кабловски оператори и друго. Се со цел, кога би се вршело било каква интервенција, гасоводната мрежа би останала под нивните инсталации на ниво кое обезбедува да не дојде до оштетување на истата. Со завршувањето на изградбата на гасоводната мрежа во ноември 2011 година се пристапи кон преадаптирање на сите котлари во општинските институции, кои ќе бидат приклучени на мрежата, и тоа на 3 средни училишта, 5 основни училишта, вклучувајќи го и музичкото училиште, зградата на општина Струмица, дом на АРМ и 4 детски градинки. Паралелно се изврши набавка и монтажа на мерно-регулаторните станици во објектите, чија што основна функција е регулирање на работниот притисок од 4 бари на потребниот работен притисок за котларите, како и мерење на потрошената количина на газ. Вкупната инвестиција на гасоводната мрежа во Струмица во оваа фаза изнесува 1.700.000 евра. По завршувањето на сите градежни работи, а во согласност со законските регулативи, беше извршено испитување на гасоводната мрежа од релевантно инспекциско тело од Машинскиот факултет во Скопје. Испитувањето се изврши со воздух на притисок од 4 бари во време траење од 48 часа и при тоа беше констатирано дека нема никакви оштетувања на цевките, споевите и фазонските елементи. Поставените манометри на 8 мерни места не покажуваа никакви отстапувања, со што се утврди дека мрежата е градена квалитетно и според сите стандарди и норми за градење на ваков тип на гасоводи. Изградбата на секундарната мрежа продолжува на целата територија на општина Струмица, согласно потребите и побарувањата на потрошувачите на природен газ во градот.